ова епизода на вебкастот на Движење бойкотирам, после малце подолга пауза. Гостин во студиото вечерва по втор пат ни е Фанче Димитровска. Добре дојде, Фанче, право. Добро ве најдов и ви благодарам на можноста повторно да поразговараме и да имам можност да ги елаборирам дел од ставовите. Да. Мислам дека се од важност. Ние се најдовме малце прошлиот пат, ни тргна муабето и се рековме сега чекај да си го доправиме. Бидејќи добро ни одеше. Да. Така. А и ни изостанеа теми, секогаш Така. ќе има такви кои што ќе изостанат, ама добро е што имаме можност повеќе продолженија. Така. Вакви да креираме. Па сега, она што сакав да разговараме вечерва е, значи, малце некако дискурсо во јавноста подзамина, да речеме, во домено на секојдневната политика. Пошто имаме толку многу афери, случаи, па не знам, луѓе кршат во МНТ, вамте, онамте. Некако почнавме сите да се занимаваме со ситното секојдневие политичко. И некако дозволуваме некако конверзацијата, јавниот дискурс некако да подзамени подалеку и некако сите го подзаборавивме основниот проблем што го имаме овде во Македонија, а тоа е проблемот што го имаме ние со негирањето на нашите основни човекови права за самоидентификација, да речеме формализирани во работи како Преспанскиот договор, законите што испаднаа како последица на тиранската платформа и овај договорот за добрососедство со Бугарија. И сакав малце да се подвратиме малце на тие теми, пошто мислам дека ултимативно тие се важните теми за кои што треба да се разговара. Дневна политика стално ќе има, мислам, стално некој политичар ќе направи некоја глупост, стално ќе има нова. Дефинитивно нашата земја е позната по скандалите кои што ни се случуваат на дневно ниво. Меѓутоа, ако се сеќавате и прошлиот пат, јас го актуализирав прашањето на неуспевањето на задржување на приоритети. Да. И нивно поставување во фокусот на интерес на јавноста. Значи, ние всушност, иако се добива впечаток некаков дека постојано се дебатира за политика или за некои прашања кои ги допираат виталните интереси на државата и граѓаните, ние ниту за едно прашање, иако дебатираме за мноштво такви прашања, ниту за едно прашање не одиме до некаква завршница или некаков заклучок. Не само завршница, туку не се оди длабински. Ниту длабински, ниту па некаков концизен став се носи, ниту некаква согласност, макар во одредени кругови, да речам, на општеството. И то за вакви битни работи, како што е, да речеме, работи кои што се заштитени со меѓународни повелби за човековите права. Значи, ние некако многу лесно си поминавме преку губење на, да речеме, на еден основен на основно право што секој човек го добива не затоа што е во ова држава или во она држава, тие се универзални права што важат уопште од раѓање на човекот. Така, да, се работи за основни човекови права кои што се стекнуваат со самото раѓање на човекот и со самата државност во контекст на колективните. Да, значи тоа нема врска со историја, нема врска со историски континуитет, нема со апсолутно ништо нема друга врска, освен со правото на секој човек, од кај ќе се роди и кој ќе се спознае, самиот да се одлучи, јас сум ова. Да, добро, тоа ниту може да се негира, затоа што живееме во општество каде што секој може да се декларира онака како што сака. Особено ако не сака да се декларира како македонец. Тоа неофицијално, разбирате, овде се работи за непризнавањето на колективни права човекови. Индивидуално не е ни битно, значи дали некој те ве признава или не ве признава вас. Овде се работи за негирање на колективно право, на национално право. Да речам, да се негира фактички постоењето на нашата нација. Иако ние не сме се стекнали со држава од 91-а, него многу порано, после Втората светска војна. И тој континуитет нас ни се оспорува.
после осамостојувањето од Добро, повеќе мислам страни. дека не го оспоруваат тие континуитет од 45-та наваму. Уствари тие мислат дека значи поентата на дека торската политика на македонскиот народ иде дека вие сте луѓе кои што од 45-та наваму си присвоите идентитет што природно не ви прифаќа вас. Видете. Значи, Тоа горе-долу има тие кој сака може како сака да мисли за одредени луѓе, дали се тие марсовци, македонци, меѓутоа она што нас како право ни припаѓа и сме го стекнале со создавањето на држава, не сме формално или да биде доведувано во прашање. Тие можат да имат мислење за нас дека не сме македонци, дека сме крадели историја, дека сме бугари, меѓутоа како официјална политика на држава тоа не смее да се поставува како такво во 21 век. добро, ама со поставувањето на Преспанскиот договор, сега значи тебе ти е, на пример, на човек што се чувствува како македонец, му е објективно ограничено правото. Мислам, едно е како човек се нарекува самиот себе, ама значи во принцип идентификацијата е битна само во како другите те идентификуваат тебе. Значи секој Признанието да можеш да се декларираш така како што Значи се чувствуваш. со Преспанскиот договор репресивниот апарат на државата Македонија се става во функција така. да се да арбитрира кој каде и под кои услови може да се вака или така. со придавката македонски. Да. Значи пошто ние гледаме дека не знам на македонски народен театар му се тргна македонски. Тоа е всушност фактички членот кој ја докажува тезата дека нас не ни е призната нацијата. Значи, нас етносот е категорија која што не значи политичко признавање на нација, значи етноси има многу во светот, држави не еднакво. Значи, поаѓањето од менување на тие на придавката на националните институции на македонски фактички значи негирање на македонската националност, односно на македонците како како народ кој создал своја национална држава. И тоа фактички ги обединува интересите на сите овие засегнати страни кои што ги доведуваат во прашање овие наши права. Сега ние како народ кој дефинитивно има кратка меморија и има проблем во борбата да го задржи тој континуитет, требаше да бидеме свесни многу порано дека ова ќе се проблематизира со самиот распад на Југославија, дека ќе се актуализираат состојбите кои што сме ги ние Ама грците експресно го актуализираа. 91 година, кратко после распадот на Југославија, ние имавме ембарго од страна на Грција, што да речеме траеше се додека Македонија не се сложи да застане да ги официализира тие преговори за разликите помеѓу. Тоа не, значи тие не можат да бидат. Ние така дефанзивно се поставуваме по сите прашања. Значи она што од нас се бара е чист фашизам, класичен фашизам. Да. Ние на згора на сето тоа се поставуваме дефанзивно врз основа на дефанзивно во сите тие да речеме ситуации. Конструктивно дефанзивно. Вие видите кога станува збор за национализам, значи национализам не може вие да го поистоветувате национализмот како политика на држава и национализмот како поединец кој, не знам, вее некакво знаме на етничка Македонија или, не знам, извикува некакви пароли против одредени етникуми кои живеат на нашата територија. Тие две работи не смеат да се поистоветуваат. Национализмот Мислиш национализам како државна стратегија и национализам национализам како поединечен изблик? Ова, да, така. Ова што го прави Бугарија, Грција и мислам албанскиот етникум кај нас, тоа е политика на етнонационализам. Кај нас, ние од наша страна, како официјална политика, кажете ми по едно прашање, некаква официјална политика која
задирала во нечие идентитетско право, кое загразувала нечии територии, нечии државни интереси или било што би можело да значи повреда на Официјална државна зборуваме стратегија на за негирање на некој официјална, сосед. дури па ете и внатрешно да речеме, кога станува збор за меѓуетничките односи. Се зборуваме за некаков македонски национализам, меѓутоа никој, поготово кога станува збор за владењето на ВМРО ДПМН во последните 12 години, меѓутоа никој не зборува за конкретни такви политики кои што би биле некаков доказ дека всушност се спроведувала во тие 12 години таква политика на национализам. Или внатрешна или надворешна. Освен некаква реторика на некакви си собири, митинзи, не знам, неофицијална помеѓу публиката. Така. Сега, за да ти Чекај се, само ова да го расчистиме. Значи сега јас мислам дека со ова нема никаков проблем. Значи многу луѓе ова го рачунат како слабост на македонскиот народ, затоа што тие мислат дека затоа што се поставува македонскиот народ од една позиција на космополитизам и соживот и дека македонскиот народ не ајде македонскиот народ, да речеме официјалната македонска политика никогаш не е отворено негаторска према никој сосед, дури ни да речеме кон нашите соседи албанци, на кои што еве може да аргументираме дека ние му направивме огромни исчекори за да речеме да ги интегрираме во нашата држава. Така, сега многу луѓе, само поентата да си ја зашем, поентата ми е дека многу луѓе мислат дека ова слабост на македонците и дека тие затоа што се поставуваат како космополити кон своите соседи, а нивните соседи се поставуваат како малодушни националисти према македонците, и сега тие гледат дека на краток рок соседите некако добиваат губиме територија према соседите, не во смисла реална територија, или на пример позиција према бугарите, ја губиме позицијата за јазикот, према грците ја губиме за името, према албанците ја губиме за територијата, према србите ја губиме за црквата и сите тие работи. Јас само да завршам дека јас мислам дека тоа е силината на македонскиот народ, на не слабост на македонскиот народ, затоа што покажува општествена зрелост. Значи, ако ги гледаме понапредните народи, значи тие не се заглавени во некои етно-националистички глупости. Значи тие го надминале тоа и нашле начин да живеат со сите своји соседи, без разлика кој е стадиумот на развиток на нивниот стадиум на развиток. И јас не мислам дека тоа е лошо, не мислам дека сега решението е македонците да регресират во некаков етно-национализам. Значи, мислам дека проблемот со македонците е дека ние многу лошо го продаваме нашиот космополитизам и му оставаме многу простор на нашите соседи да прават многу галама и да се представуваат како жртва во било кој наши односи. Знаете како е на Балканот, или си агресор или си жртва. Значи ние мораме да се адаптираме на таа ситуација. И не би рекла дека ние фактички водиме како народ сме навистина космополити. Никогаш кај нас не станало збор за негирање на грците или албанците или нивниот идентитет, ниту неофицијално, за официјално уште помалку. Меѓутоа, кога станува збор за политика, за официјална политика, тука не станува збор за политика на космополитизам, туку политика на купи ден помини. Добро, и затоа се добива впечаток и потоа целата ова лоша позиција во која се наоѓаме се препишува на тој космополитизам наводен, кога всушност се работи за буквална политика купи ден помини и размислување од денес за утре. Значи, сега ние се тоа што го говоревме претходно, неспособноста да создадеме било каков консенсус или национален став или стратегија по одредени витални прашања. Значи, кај нас имавме ние отприлика да речеме околу 30 на години пред да се случи ова, некаков си национален консенсус околу името. Значи, кога мислиш тоа? Допред да се актуализира прашањето, допред 91 негде? Не, зборувам за периодот до пред да дојде новата власт.
Значи имавме Значи до 2016-17? така, имавме некаков си консензус од сите партии дека единствено би можело да иде во предвид некаква двојна формула или Не би рекол. Јас мислам дека дојната формула ја напуштивме ние. меѓутоа не стануваше збор за не стануваше збор за промена на името. уставно име. Сега имаше варијации во поглед на тоа кој како придавка пред да речеме името, после пред република придавка или во заграда. Меѓу Република и Македонија. Меѓутоа, кога стануваше збор за уставното име, имавме некаков национален консензус кој што меѓу другите беше изграден и од актуелната власт. Значи лабав консензус, мај да речеме дека тие сваѓам поентата. Тие постојано атакува било какви, кога беше сегашната опозиција власт, атакува било какви обиди да се помисли на решавање на спор кој би значил промена на име. Знаете, овие фамозни изјави на Заев со дишењето со жицата, со воздухот, значи, за сега наеднаш да добиеме слика дека бранењето на таја да се обидуваат, да се обиде некој да ни продава приказна дека инсистирањето на уставното име значило национализам. Да. Сега многу значи промената на име не е само проблем кој задира во националните интереси како такви, како идентитет, како човекови права. Создава толку голем социолошки проблем и таква фрустрација внатре во општеството, која што е многу болна точка за македонците и за сите други кои живеат на територијата на Македонија, без ние воопшто да сме свесни како тоа делува врз нашите меѓучовечки односи. Јас би рекол Тоа е феномен кој треба социолошки да се разгледува, има голем Јас мислам дека не е еднакво болна цела работа за секој поединечен човек. Значи јас мислам дека постои еден слој на луѓе кои што си го рационализираат промената на името со некаква, не знам, со некаков напредок. Тоа кога говорам од социолошки аспект, мислам на онај несвесниот момент кој што луѓето кој што создава проблем внатре во општеството. Значи, вие можете да бидете за промена на име, можете да бидете против. Без разлика кој каков став има. Создава една конфликтност внатре во самото општество, создава фактички поделба меѓу самото национално ткиво. И тоа е проблем кој што понатаму ќе видите ќе се рефлектира на многу нивоа. Не знам дали создава поделба меѓу националното ткиво, туку мислам дека создава поделба помеѓу да речеме луѓе кои што расчистиле со затоа што во Македонија ние имаме малце поширока е борбата. Видите, ако не име проблем тоа, име проблем она што доаѓа како резултат на тоа тие не се свесни дека станува збор за проблем кој чија генеза ги влече. Јас мислам дека принципијалниот проблем во Македонија е дека имаме луѓе кои што се апсолутно спремни да прифатат било што за да надминат било каков проблем што било кој би му го поставил на нивниот пат према Европа. И тоа на Европа која што реално секој ден се помалце и помалце постои. Тие некако се проектират на Европа пред, не знам, пред 5-10 години, златното доба на Европската унија. Значи, како и сите работи во животот, така и со политиката и со позиционирањето на државата. Лесниот пат е секогаш пат кој никогаш не води кон прогрес. Значи, ние сме имале во 30 години многу политичари кои биле во позиција да преговараат. Сигурно тие би нашле решение и би го подготвиле народот за истото ако биле сигурни дека ќе имаме сигурен некаков си прогрес во поглед на тоа. Овде се работи за интереси на неколку поединци и се работи за интерес на голема сила која што во моментот чисто интерес во моментот беше нашето влегување во НАТО.
Добро, јас не сум ни многу сигурен дека и тоа е многу Не, битно. меѓутоа тоа е многу да речем рационално, секоја држава да си ги штити собствените интереси. Не е никаков проблем. Ние не смеме тука Јас да реагираме неколку пати суетно. на различни луѓе ги имам прашано што е тоа што добива НАТО со тоа што Македонија ќе биде приклучена во него. Па, Значи веројатно, Македонија е многу малце обкружена со заради- НАТО земји, значи апсолутно за голем сојуз како НАТО. Членството на Македонија во НАТО е апсолутно небитно. И мислам дека еве гледаме дека никој не се брза претерано на како се вика Да се ратификува. да се ратификува. Ама- И само уште нешто. Значи, од моја гледна точка, членството на НАТО нема многу врска со жалбите на НАТО или со жалбите на членките на НАТО. Нас реално членството на НАТО ни беше продаено како, уствари не продаено, ни беше условено со или ќе влеземе во НАТО, или албанците ќе прават проблем. Значи, на тој принцип нас ни го продадоа членството во НАТО. И целата таа приказна дека албанците сакаат како албанците во Македонија сакаат да бидат заедно во НАТО со нивните браќа од Албанија, албанците од Македонија сакаат да бидат заедно со нивните браќа од Албанија во Европската унија. Значи нас не ни се продаде членството на НАТО во НАТО како НАТО е потребно, Македонија му е потребна на НАТО заради овие и овие работи и НАТО е потребно на Македонија заради овие и овие работи. Буквално нас ни беше речено, ние мора некако да влеземе во НАТО ако сакаме да избегнеме дестабилизација внатрешна меѓуетничка на Македонија. Тоа Буквално беше тоа. Беше, да речем, едно од 5 начини да се изврши притисок врз македонскиот народ. Јас да прифати. мислам Не беше дека само само тоа. Не беше само Што тоа. имаше друго? Че имаше демократија, сите можни други Добро, моркови. тие флоскули кои што никој не ги свеја сериозно. Последното беше тоа како и беше сведено на закана дека ако не влеземе во НАТО ќе бидеме изложени на некаков внатреетнички судир. Тоа функционираше кај нас за многу работи како закана. Апсолутно. Значи, меѓутоа, ако викате дека Македонија не е важна за НАТО, да, се согласувам дека не е важна Македонија за НАТО, меѓутоа идентитетот на македонците е уште помалце важен за НАТО. Јас мислам дека НАТО немаше никаква врска со идентитетот на македонците. Значи ова се гледа од авион дека е локален проект. Распродавањето на комплетната култура, историја, традиција, јазик. Меѓутоа, затоа викам дека дека се работи за многу мала интересна група која што профитираше од Јас ова, мислам дека тоа се нас само ни се нашите продаваше соседи. НАТО како Да. некаков си морков кој што реално нас ништо многу добро нема да ни донеси, поготово со сегашните состојби. Значи ние сите треба да се замислиме како тоа магично ние во 3 месеци решивме проблем со бугарите, со грците, со албанците. И не добивме преговори. Не. Значи, настрана преговори, настрана се. Значи, ние некако решивме се во многу краток временски период. Како некако се створија идеални услови, ако тие се стварно поединечни прашања, со поединечен, не знам, со Никако поединечен... не може да се посматрат сериозно како поединечни прашања, затоа што ако и самите 3 договори ги видите, ќе видите Си се дека сите надополнуваат. тие Да. имат, значи и самиот договор со Бугарија, со наводното ќе се прифати македонскиот јазик согласно устав. Ма тоа е најмал проблем. Не, Ние комисии за преиспитување на историја алудирам. имаме, човече. Договорот беше така формулиран, Без признавање. антиципирајки дека ќе Ќе се се преговара проблематизира. околу Да, јазикот, да, значи. И самиот обид, нели, или не, значи, ние видете, имаме создавање на комисија која треба да утврдува историски факти, Мислам, и имаме смешно е, да. наш министр за надворешни работи кој излегува со предлог државата да го промени името во Илинденска Македонија. Значи, без да знаеме исходот од преговорите, како ќе се третира понатаму Илинденското востание. Тогаш не имаше договор со Бугарија. Значи тие до толку немаја Имаше план, нити начелен визија. договор, кој што на хартија начелно ни еден договор, мислам,
правно изгланцан, ниеден договор не звучи лошо, сето тоа е во рамките на политичката коректност испишано. Меѓутоа, знаете, сите сме свесни што се подразбира помеѓу преговори за историски прашања, за согласување на историски факти. И Јас сега, мислам дека е тоа смешно. ние знаевме дека ќе се проблематизира целата историја од средновековието па се до денес. Да. Малтене, со се фашистички окупатор, поготово тој илинденскиот период, кој што за нив е клучен веројатно заради докажувањето на бугарскиот карактер на македонската современа држава. И сега вие да имате предлог илинденска Македонија на нешто што не е ни расчистено историски. Јас мислам дека Мислам нема дека потреба тоа политичари да го расчистват. Историјата е наука, постои научен метод, постојат историчари во Македонија, историчари во Зошто Бугарија. ние и мораме да се согласиме. Да, Видете, ние постојано од бугарите сме третирани како нас не словуваат бугари, како и да е. Ние никогаш сме немале проблем со тоа. Значи, Да, имале проблем, ама Океј, ама никогаш нас посебно не обтоварувало се додека тоа не било за нас во некакви политички решенија вградено фактички. вградено или Имплицитно наше Така, прифаќање на така. тоа. Да. Во тој поглед, значи додека замислете, значи ние не сме ни реагирале на тоа, а требало да реагираме, затоа што јас повторив на Балканот, ако не си агресор, ќе бидеш жртва. Значи ние моравме да изразиме да бидеме многу по проактивни во однос на ваквите ставови на нашите соседи. Значи, Добро, сега ние- некој ќе рече ние немаме сила, немаме позиција за да бидеме проактивни. Така. Немаме грб, не знам ова, она, Не, ама јас би ние рекол само едно можевме нешто. да ги актуализираме овие прашања. Јас не реков дека треба војна да водиме. Јас би рекол можеше само да бидеме малце по-нефлексибилни. Значи можевме да бидеме малце по-ригидни за работи кај што не ни требаше да дозволиме да се разговара. Како тие значи кај нас ќе испеат навивачи некоја си химна навивачка, Некоја глупост без везе. тоа се говори на грчкиот парламент. Значи, а нас странска официјална политика го негира нашето постоење, има територијални претензии, вклучително албански парти, после рамковен договор, во сопствените програми официјални содржат елементи кои што значат урушење на уставен поредок. Ни апсолутно никаква реакција, ни официјална, ни неофицијална за тоа. Само новинари Потоа- прозиваат министри за да испратле протестна нота. Тоа единствено се рефлектира или зоврива како реакција меѓу обичниот народ, која што скоро секогаш е некоја неспретна и неприкладна, која понатаму служи за негативна пропаганда, за да се прикажеме ние во некое лошо светло, дека ние сме уствари оние кои што се криви за ваквите состојби. После 30 години се наоѓа политичка гарнитура која што де факто ги поставува односите дека да, Ние сме тоа навистина било кривите, вистина. да. Значи, и сега ние како и ние не реагираме на тоа, значи ние го прифаќаме тоа како легитимна политика на државата. Добро. Без разлика што ние сега не го прифаќаме, дискутираме, го дебатираме, ма реално го прифаќаме, функционираме, секојдневието функционира, како што кажуваш ти, се бавиме со дневни скандали, се бавиме со разноразни афери, семкарници, бадеми, лешници. Да, како да е тоа важно. Значи, кај нас се функционира на дневна основа, без способност на утврдување на приоритети. И кога не утврдуваш, исто како пациент кој има симптоми на одредена болест и кој постојано оди по лекари,
да му поставуваат разни диагнози, меѓутоа никогаш не дошол до конкретната диагноза и никогаш не отишол чекор натаму да ја лекува. Ја имам аналогијата. Значи Така. пациент оди со рак на белите дробови, а од докторот добива третман за кашлица. Така. Тоа што е само симптом на болеста, а не да Така, речеме самата така, болест. така. И се ние цело време се занимаваме со симптомите. Аха, овој крадел, овој рекол вака, Да. не знам што рекол груби, не знам што рекол заед. Мислам, Или наместо да се видете- занимаваме со коренитиот проблем е зошто ние дојдовме во ваква ситуација. Да, и сакам малце поќе да збораме за целата ситуација, значи како ние со серија на потфрлања, буквално од политичката и академската и буквално од целокупната, да речам, како да наречам, Релевантна некоја јавност за да, креирање она јавност на која што треба да се ослониме како народот се општество. ослонува за да му обезбеди некакво разбирање на што се случува. Можда ќе биде интересно малце да подразмислиме каде ние во целиот тој процес од 91 до ден денес можевме некако да застанеме и да речеме овде е некое место кај што ние заминавме наваму, а муствари можевме да заминиме наваму. Видете, ние како прво создадовме држава после 91 без да ја промениме политичката елита која што беше тогаш Која се затече, да. Така. Таја само фактички ја смена бојата и остана истите поединци. И тука самото по себе представува проблем. Значи, систем Збораме, се немавме менува со револуција. Ете, не мора да е револуција во крв. Меѓутоа, таа која што тогаш била владеачка класа треба да се замени со некоја друга која што претходно била репресирана. Ние тој момент го немавме. Имаше незграпен обид за лустрација во минатите 11 години, Пак по ама се да. Тоа се фактички како бумеранг нас ни се врати, фактички заради што таа лустрација беше искористена за некаков глупав политички. Исто незграпно беше спроведена како било Така. која друга работа што ја спроведуваме ние, поќе заради форма, него заради суштина. Не успеавме, а и ете тоа и народот не успеа да го препознае како трагично и не успеа да се да го спречи преку некаква форма на притисок. Стално реагираме касно на работите, не реагираме тековно на политиките. Тоа е нашиот проблем. Дури кога има реакција, ете е така, половична, на дневна основа, фокусот стално го дневно го менуваме. И ете со рекет, тоа не е мал проблем. Значи, видете вие, очигледно е, се е очигледно во рекет. Меѓутоа, ние се бавиме со надоместоците, со семкарници, со не знам, такви банални работи. Ако се знае дека фактички рекете не може да биде ништо друго освен класично злосторничко здружување, однос и тоа од самиот врв на партијата на власт. Добро, ама тоа, значи за да се процесира тоа во судовите, тоа ќе значи дека партијата на власт треба да се суди самата себе. Значи мислам дека тоа апсолутно ние докажавме дека не сме во состојба да изградиме таков систем што ќе може и ваквите работи да ги процесира. Значи ние не успеавме да изградиме систем во кој што реално има поделба на мојк. И ние во минатите, не знам, X години ја фокусираме таа мојк се повеќе и повеќе. По централно, значи едно во смисла на републиката ја фокусираме централно во главниот град, а во смисла на самата владеачка каста ја фокусираме во врвовите на партиите. И сега си мислиме, и сега се расправаме зошто оваа партија не ми ги представува моите гледишта. Зошто нема партија моментално на политичкиот пејсаж во Македонија, за која што македонскиот народ, значи поштен, чесен македонец може да речи ова партија навистина ги представува моите интереси. Затоа што како прво во политичките партии членуваат луѓе од погрешни причини.
не членуваат за да придонесат, туку обратно, за да тие мислат дека придонесуваат за партијата со одредени извршувања со максимална сервилност. Значи во политиката влегуваш да даваш, не да земаш. Што мислиш дека е проблем со? Зошто мислиш дека така се случува тоа во Македонија? Неразбирање на самиот систем, неразбирање на политичкиот систем, промената, таквиот начин на промена на власт. Луѓето не препознаја промена на систем затоа што се случи без револуција. Значи, ние фактички, знаете вие колку долго време луѓето не знаеа дека денес во овој систем државата не гради фабрики? Обичниот човек. Мислам и денес не знаат. Луѓето викат, не знам, нека дојде на власт некој Ердоган и нека ни дај работа на сите. Ете, и сега, многу е длабок проблемот. Многу е длабок проблемот и лежи во нас сите како граѓани. Видете, вие говореше ти за интелектуалците и слично. Значи, Таки Фити како председател на Ману беше гостин пред некое време на одредена емисија на телевизија и истакнува некоја политичка паушална проценка за состојбата во државата, односно дава јас не сметам дека не треба да дава научни основани анализи за одредени полења, напротив треба. Меѓутоа, од позиција на председател на Академија за наука и уметност да даваш оценки како дека сега е подобро или полошо, малку или повеќе, мислам, тоа е скандалозно по секоја основа. Затоа што прво, тоа е политичка оценка. Добро, ама Човекот... тој мислам не крие дека е политичар. Ама Тој не настапува тој како... не крие, ама ние што правиме на тоа? Ние како реагираме на тоа? Добро, кој ќе речиш ние, што мислиш? Као мислиш на сите луѓе или мислиш на, не знам, 200-та луѓе што се вртат по телевизија цело време? 200-та луѓе се сите Таки Фити, што се вртат па тоа ми е по моабетот, телевизија. значи Ние како апсолутно- граѓани, Ние како граѓани имаме многу малце партиципираме во јавниот дискурс. Нашиот јавен дискурс во Македонија го градат 150 до 200 луѓе. Значи тие се меѓу себе isповрзани со должничко доверителски односи. така, Јас ти борчам, не ти лукративни ти интереси, ми секакви направи такви. услуга, ти ме викна ваму, ти ми даде хонорар ваму. Тие се толку многу isповрзани што апсолутно не може од нив да се бара некакво принципиелно бранење на некоја позиција, чисто од, да речеме, од апстрактно политички аспект. И кога зборувам за оној социолошки момент што се создава како проблем во општеството, говорам на тезата дека достоинството се продава за подобар живот. Значи, тоа е антицивилизацијски постулат. Ти да го пропагираш тоа во 21 век како теза која што треба да ти доведе напредок. Мислам, Ама само тоа се слуша на само тоа е телевизија. нелогично по себе. Кога, како и каде така функционирале работите? Како се создало некаде држава Врз грбот на достоинството на сопствените не само граѓани. достоинството, употребувајќи антивредности. Да. Чи самото по себе е нелогично. Никогаш не може. И замислете, од најниско до највисоко ниво, нашата политика, поготово во последниве 3 години, е сведена на подкуп и уште подкуп од најниско до највисоко ниво, дури обидувајќи се да ја подкупиме Европа со продажба на нешто што е непристојно да се продава. И во последните, да речеме, година-две, не се ни срамиме дека е тоа политика. Па, апсолутно. Туку слободно пуштаме луѓе од притвор да гласат Така? и после излегва министер и вика, па да, ги пуштивме за да гласат. И тоа беше бе. така. Мислам, Во име на катастрофално. повисок интерес. Да, И да, видете мислам. сега, И никој не збора за тоа. министерката Десковска и председателот Пендаровски срамно, провидно излегуваат и сега се наводно против амнестија, како да не се професори по право и како да не знаеа дека сите европски држави
ги уважија помилувањата на Иванов кога наши државјани пребегнаа во нивните држави и беа одбиени Случајот со Шведска, да. екстрадициите, не само со Шведска, туку И со во Грција, Груевски. да. Сите тие се повика покрај другите елементи и на помилувањето на Иванов како акт кој што е неповратен, како акт. Тие не знаат што глупости правиме, тие само Так. знаат меѓународните Сега, правни норми значи, како се то не е можно тие два правници со докторати да не беа свесни до ден денешен, прошиот пат нели реков дека ниеден од тие процеси нема да се еве го денот. Значи, Нема, ти сериозно мислиш дека Стево Пендаровски разбира нешто од право? јас не знам дали разбира, Мислам, ама тој е ова- политичар од кариера. ама Десковска, И мислам апсолутно. значи, тогаш Мислам дека не многу најде ни за згодно да даде реакција на таквата одлука, ниту па нашите невладини организации, било како, кои што многу се заложват, нели, декларативно за владење на правото, и го поставија ова како прашање. Чекајте, луѓе, некој во Европа ја го проблематизира случајот со повлекување на аболициите. Значи, кај настанува проблем или прашање тогаш кога власта ќе го постави. И сега патетичен обид на владеачката класа, на владеачката партија да направи дистинкција помеѓу власта, значи, извршната власт и судството, да ги испере рацете, демек, ние, пошто сме демократи големи, немаме влијание врз судството, и затоа не ни дадовте да го реформираме судството, и сега ние ќе мораме сите тие да ги пустиме. Истите луѓе што му се смеа Да. на Груевски кога велеше Така. истото. Ама Кога не, велеше ама а како во 3 години дур траеше СЈ, судството беше реформирано во таа корист да прифаќа обвиненија секакви. Значи, трагично е колку секој инволвиран во политика е или корумпиран или слеп. Јас не мислам дека се корумпирани колку што се обични дилетанти. Јас мислам дека проблемот е дека ние направивме политичарите да мора да се занимаваат со политика 24 сати на ден и како резултат на тоа сите луѓе кои што си имаа попаметна работа си се зафатија со попаметна работа и сега имавме ние некој слој на луѓе кои што да речеме се занимаваат со политика за да излезат од дома, да не му биде досадно и сега некако ние да речеме пропорционалниот систем на лошите избори и сите тие работи и огромната експлозија во количеството на буџетски средства што се случија помеѓу 2000-та и 2000 и негде 2011 некако ги собравме фактички најголемите денгуби во Македонија, му дававме многу пари да располагаат со нив и сега очекуваме од нив некако тие политички да донесат некакви квалитетни одлуки. Што мислам дека е апсолутен нонсенс. И сега уште полошо до ден денес сме заглавени во дебата кој од овие апсолутни денгуби ние сега да го избереме да располага со тие огромни пари следно. Затоа што кој да дојде да речеме одстрана, еве сега не знам има 1000 партии се формираат. Значи било која партија да дојде одстрана нормалниот муабет на народот му е па како ќе ги победиш ти големите партии, тие имаат членство, тие имаат. И сега сме ние осудени на еве ти една кутија од апсолутно бескорисни луѓе и сега ти одбери си кој сакаш од овие да ти биде шеф понатаму. Да. А не од нормални луѓе, од овие апсолутно бескорисните мора само да одбереш. Сега мораш да одбереш кој е помалку бескорисен. Односно, кој помалку штета ќе ти направи за корист, знаеш дека нема да ти направи. Ама еве видовме дека и со таа логика добивме повеќе штета. Тоа е логика, таква логика е апсолутно исто како ти да си живеел во ужасно лош брак и сега на секој рационален човек доколку излези од таква ужасна заедница, следниот чекор би му бил многу попажливо да избира партнер. Ние тргнавме со логика само овај да не е,
другиот не е можно да биде значи другиот кој да е, Кој да биде не ми е поарен? можно да биде полош од овај. Да, можно е. И тоа е Да. многу можно, не Да. само што е многу можно, туку е и многу веројатно. Така. Значи, и ете се случи. Очигледно, меѓутоа сега ние првиот чекор кој што мораме да го направиме е ова гарнитура на власт да биде казнета на секој, никако не сме да остане изрелативизирано незиното постојање воопшто, затоа што ова е преседан што се случи во македонската политика. Не само во македонската, во светски рамки. Значи, буквално човек Така. излегва со една програма на избори, лажи буквално и буквално спротивното го прави после изборите. Значи, тоа е Не се- поразување на основните принципи на демократијата. Значи, нема врска тоа со Македонија, нема врска со Бугарија, нема врска со Нема ништо. врска, нема Значи, врска, тоа е апсолутно. напад на основните демократски Така, вредности. затоа што тука се работеше врз база на измам. Значи, ете, ако веќе според некој, кога ние голем дел тврдевме дека немаат мандат за таквите прашања, дека не ги најавиле, добро, ете, во име на повисоки цели, ама најавија битка против криминалот, ете, ни то не било, значи, ниту то не било придобивка. И сега прашањето е, кое е оправдувањето за било кој да може да каже дека да се фати за една црта од нивното делување и да каже ете во овај дел беа, Не пропаднаа катастрофално, да. значи не се работи овде за нереализирање на изборна програма или за мизерна реализација. Овде се работи за буквално бришење на системот. Апсолутно. И тоа бескрупулозно. И сега ние се занимаваме со некакви гафови, тепси, не знам што, Да. кои што секојдневно ги лупа Ние имаме заед. референдум кој беше игнориран, буквално игнориран. И сега, а се Видите? расправаме за не знам колку лешници изеле. Не гледаат луѓето единствена можност да има помирување. Значи, помирување, кога говорам на тоа дека политичкото малцинство треба да се осети заштитено од законот кој што ќе ја ограничи моќта на политичкото мнозинство. Ние имаме луѓе кои што се декларираат за демократи, а радо би го погазиле законот кога станува збор за нивните интереси. Значи, тоа е стварно сосема не во ред, затоа што секогаш тоа се враќа како бумеранг, иако може би во интерес на денешните твои ставови. Сега да видиме законот за помилување, класично неуставен закон, кој што остави во затвор луѓе кои што се многу помалку виновни од овие кои што ги аболицира, да не збораме дека квалификацијата дека луѓе со действија кои што носат исти и еднакви квалификации со другите луѓе кои што не беа амнестирани, се оставени во затвор како обична бројка со која што ќе се фали СДСМ дека сепак затворил некакви луѓе. И најлошата порака и социолошкиот момент кој што е најболен и кој што се праќа дека на најбрутален можен начин дека луѓе вие ако нас не ни сте потребни, вие ќе си лежите во затвор. Да, апсолутно. Крсто Мулковски ни треба и тој ќе гради, ќе му даваме тендери, ќе го извадиме во притвор и вас најбрутално ќе ви плукаме во лице. Мислам дека поентата е уште полоша од тоа. Поентата е за нас не важи апсолутно никакво да речеме никакво напишано слово на закон. Имаме дозвола за убивање. Туку само важи нашето толкување на законот. Зато сега имат проблем да ги убедат собствените гласачи дека нешто после сите тие кршења на законот оди убеди македонски просечен граѓанин дека нешто не може да се реализира бидејќи е спротивно на закон. Одите, молам, убеди. За македонецот државата е силна онолку колку што е силен правниот поредок. Толку е.
кој ни што беше повеќе, систематски ни помалку. подриен во минатите 2 години. Јас мислам дека буквално во секоја смисла, и во смисла на законите што ги регулираат изборите, и во смисла на законите за референдумот, и во смисла на законите на тоа како види, се Петар, носат, како се преговарат и потпишуваат на меѓународни договори. Буквално по секој остов правниот систем е и Ама ние круната на дојдовме- се беше пропаста на СЈО, кој што Видете. беше, да речеме, не знам, тоа што требаше да гарантира некоја правда. Видете, значи, ние не само што дојдовме до еден куп неуставни закони, туку дури и тие во од кога станеа, да речам, недоволни за решавање на проблемите и потребите кои што се јавуваја во од, дури и тие беа прекршувани. Значи, законот за се е класичен момент. Така. Го прекршија законот за да го донесат и И после го сега го прекршија прекршија донесање. и тој самиот закон. апсолутно. Мислам, ова е срамота дури и да се констатира. Ние стварно и да земиме да реагираме, не знаеме зашо побрзо, на Не знаеш како да почнеш. Мислам, Точно. толку е расипана работата што не знаеш од кај да Од почнеш да каде, поправиш. зошто и што е постаро кокошката или јајцето, Да. од кај сето то почна. Ти рече нешто пред малце, нешто што ми се виде интересно. Значи, рече да се заштити политичкото малцинство од, да речеме, репресивниот апарат на политичкото Тоа што мнозинство. по дефиниција, Така, кога така. си мнозинство си силени, Така. ако нешто те нешто мора да те ограничи во државите каде што владе апсолутизам, значи каде што монархот ја има целата моќ концентрирана во своите раце, не постојат закони постојат Зборот е само на, вербални. на Така. монархот е закон. Сега во нашите општества единствено средство за ограничување на силата на политичкото мнозинство која што секогаш е со тенденција Да си го зголеми така, влијанието, се е правниот законите. систем, Да. И Не, тоа друго сакав да те обезбедува прашам. мир помеѓу тие две Друго класи. сакав да те Така. прашам. Значи, јас ако ме прашаш, мене не перципирам моментално на политичката сцена во Македонија. Не перципирам политичко мнозинство и политичко малцинство. Значи, јас мислам, тоа што мислам дека се случува во Македонија, дека имаме само политичко малцинство кое што во рацете ги чува сите рачки на државата. Комплетниот апарат на државата го држи тоа политичко малцинство кое што е во малцинство кога ќе се земе остатокот од народот, Така. кој што не гледа прописна политичка репрезентација од тоа политичко Ти малцинство. говориш во малцинство како во бројка, јас говорам во малцинство како во моќ. Квалитативно, значи, говорам. Те разбирам. Ама поентата ми е дека сега ние, ако нема народот некој да зборува во негово име, без разлика дали е во политичко малцинство или во политичко мнозинство, Да. тогаш апсолутно нема старт ова Мислите, дискусија. нема народот репрезент кој Апсолутно. би ги вокализирал. Апсолутно, мислам дека Самите. тоа е ситуацијата сега. Некако народот бива држен како заложник од една политичка каста која што како ти кажам некако е презафатена преговарајќи меѓу себе. Сватив сега, значи, фактички, ние повеќе немаме поврзаност помеѓу партијата и народот. Народот е нешто што партиите се станати елити кои што фактички глумат некакви репрезенти на народот. Ма не ни глумат сега поќе. Да. Не организира никој митинзи. Веќе апсолутно не се ни обидуваат да ги поповат. Тие знаат дека речеви. кој ќе излезат, Така. ќе имат 200 души на митинг и сега не излегуваат. Ме разбираш? Да. Не се ни обидуваат да градат големи, да речеме, консензус од народот, затоа што тие осајкат дека на народот му е смачено. Народот е длабоко разочаран од нивната политичка репрезентација и сега тука е како да кажем, еве на пример го имаме ние Мицковски, кој што сега е фатен помеѓу, да речеме, не сме тој да ги антагонизира, да речеме, дипломатските односи што ги има изградено. Поставени, така? Да, а се истовремено не сме да ги антагонизира ни народот кој што во апсолутно мнозинство е против таквите дипломатски односи. И сега имаме ситуација кај што Мицковски, значи Бојко Борисов го прашува Мицковски, му вика, не знам, што мислиш ти за Северна Македонија и за договорот? И sad тој дава некоја апсолутно небулозна изјава кај што вика, ако е нешто добро, ние го поддржуваме.
поддржуваме, прифатиме, ако е да. нешто лошо, ние не го поддржуваме. И сега многу луѓе викат, па што сакате да се степа, да му речи ваков таков. Значи ништо то народот не бара. Значи еве на пример ако јас би формулирал што е то нешто што Мицковски може или било кој, не мора Мицковски, било кој политичар што може да му го каже на Бојко Борисов, кога Бојко Борисов ќе му се искези, што мислиш ти за Северна Македонија и за договорот, може да му речиш, ако навистина политичарот мисли дека во тој договор не е 100% лош, туку има да речеме 2% добро, Така. тогаш тој политичар би рекол вака: види, ние мислиме дека во тој договор има убави работи, како на пример, не знам таму пруга, муга, економска поддршка ова она, ама истовремено мислиме дека некои битни работи, како името на државата, како проблематизирањето на историјата, проблематизирањето на јазикот и културата се апсолутно неприфатливи моментално за македонскиот народ и апсолутно мора да има начин тие да се надминат. И сега ако е Бојко Борисов политичар, тој не може да речи не, ние уствари сакаме да го уништиме македонскиот народ. Ме разбираш? Значи има начин ти да не бидеш дипломатски простак, а истовремено она што го зборувавме претходно, дека можеш малце да покажеш непопустивост, малце кичме да покажеш. Видите, многу е тешко тоа во ситуација кога ти се појавува значи делот па значително гласачко тело кој што е на став дека да, вие сте, дека македонците се криви. Знаете? Значи, многу е тешко кога немаш таков национален консензус барем околу сепак значителен број на луѓе значи, ги не му прифаќаат. треба на председател на ВМРО, не му треба национален консензус. Му треба него консензус на неговите партиски членови и симпатизери. Да. И сега тој ни тоа не може, значи тој нема доволно персонален интегритет и за тоа да застане како репрезент на тоа. И второ, значи провокацијата која што доаѓа од СДС, вие мора да имате став да кажа молам, вие и став, значи по која морална основа некој од СДС повикува било каков негов политички опонент да изнесе став. После сето она што, значи, СДС барал некој да изнесе став за да знаеле луѓето што ги очекува доколку би дошол на власт. Парадокс, самиот така, значи СДС повикува оти не било сериозно да не се изнеси став за такво важно прашање. Види ги разбирам, тие имат многу ставови. Толку многу ставови имат што не знаат за кој бараците да се да имат одлучат толку многу. секој ден. Да. Мислам, и ови на то не знаат да одговорат адекватно. Како и на вистина не може да се одговори во една реченица тоа. Меѓутоа, јас би рекла, значи ставот на ВМРО и напред се на граѓаните чии што репрезент е ВМРО, ако е веќе така, имат јасен став за договорот. Ние, политиката е жива материја, политичките услови се менуваат. Ке направиме тековно се што е во наша моќ да ги оствариме тие политички цели кои што се наша, да речам, програма и наша стратешка цел. Добро, ама и тоа е многу политичка обланда. Значи, мислам дека луѓето се стана алергични на политички обланди. Луѓето сакат малце конкретен опис. Ова ќе го направиме ние. Значи, апсолутно, луѓето барат некој што ќе им каже, ова ние не го прифаќаме. Ние гледаме дека ова незаконско. Ние гледаме дека ова рушење на системот. Јас не сум сигурна дали е можно воопшто такво нешто сега да се вети и да се оствари. На таков барем начин со еден потек. Нереално е да се очекува такво нешто. Дека ќе се реши со таков пресек како Гордиев јазол со пресекување. Јас мислам дека ќе треба многу долго време и многу искрена заложба за на вистина. Не мислам дека ја има ВМРО. Да се разбериме, значи. Тие кажуват секој ден со секој нив настав дека тие не ни намераваат да го проблематизираат оваа ситуација. Тие сега заминаа понатаму, тие разговарат за економија, за субвенции, за ова, за ова. Тие чекаат тоа помош да се спомнува и се. Апсолутно, нечесно секакво. Фала Богу дека од СДС нема да дојде ништо такво. И
ова е она за што Не, зборав јас, дека македонскиот народ нема репрезент. Јас ова кога го велам, кога викаш дека е премногу политички спакувано, како говорам во позиција кога би препознале ние внатре дека навистина го имат тој став. Проблемот е не дека тие ќе дат таква мека изјава, туку проблемот е дека преку нивните гестови, нивното гласачко тело не го препознава Ти сакаш да кажеш, не вистинска само што не го заложба. кажува тоа преку обланда, туку воопшто не го кажува. Не само, или дека го кажува, и како и да го кажува, со потезите македонците или нивното гласачко тело се неубедени во таквиот став, не со изјавите. Значи, потезите, луѓето ги јас, например, не слушам, не ми се релевантни изјавите. Не ги слушам политичарите изјавите нивни. Не ми се потребни. Нивните политики ми се доволни показатели за нивните ставои, за начинот на кој што тие планират понатаму да делуват. Мене, и за СДС мене ми беше јасно сега, уште пред многу време, дека целата топка ќе се префрли на судството. Со изјавата на Русковска и со тресењето на бла-бла. Со многу други чекори, јас го антиципирав ова што денес ќе се случи. Тие како прво и му дадоја и безброј основи на СЈ, на судиите законски да ги ослободат, односно да не донесат пресуди кои што би ги осудиле обвинетите од Мислиш во СЈ. смисла техникали му даде или? Па секаква, значи има такви обвиненија кои што во секој случај би паднале на повисоки инстанци. Не се одржливи и затоа и беа тие колку понеодржливи правно, толку попомпезно звучеа за јавноста. Затоа што тие звучеа на политички памфлети, тие звучеа на политички говори, кажани од устата на Фатиме. Добро, таа Ленче беше по-умерена, меѓутоа не би се навлегувала во нивната личност, но и самата да речам фасцинација на граѓаните со ликовите и делата на СЈ е многу симптоматична. Мислам дека не знам колку граѓаните има фасцинација. Јас мислам дека има Овие еден јавните личности. Добро, јас мислам дека има еден слој на opinion makeri во смисла на овие НВО-та. Да, значи чија што секојдневна работа е да генерираат такви сладки, не знам, мемиња, логоа, шарени тупаници, па не знам, логото од СЈ. Значи тие мислам дека некако не знам, мислам не можам да верувам дека тие луѓе се толку, да речем, отчовечени дека тоа го прават заради некаква директна финансиска цел. Јас мислам дека тие реално мислеа дека се дел од некоја праведничка револуција што сега некако треба да се брендира, треба да се овековечи за понатамошните генерации и со тој пристап влегоа тие во целата таа работа. Ворејте да мислиш така, се додека не почнеш да ги да се лажеш фактички, значи, ворејте да мислиш дека може би нешто ќе донесе резултати. Меѓутоа, тоа нешто понатаму генерира производ, значи, некаков производ. Тој производ треба да го видиш, да го гледаш, да пресудиш дали си добро. Отворени очи и уши. Ти како некој кој што познава одредена материја, не можеш да замижуваш дека одредени работи се такви какво што не се и да очекуваш дека бидејќи се создал таков орган, некако магично криво или лево на крајот ќе ги даде тие резултати. Нема магично криво или лево. Исто незграпно се спроведе тоа што се спроведе се друго. Конкретниот резултат, крајниот резултат ќе дојде како последица на тековната работа на актерите кои што се одговорни за да ја вршат. Нема да дојде од некаква си магија. Јас мислам дека луѓето ние тековно не реагирајќи
на недоследностите во она што треба да гарантира резултат, фактички даваме ветер во грб на нашата неуспешност. Види што мислам јас за тоа. Јас мислам дека реално, моментално, луѓето кои што заговараат средување на македонската држава не се сериозно не сакат сериозно да се зафатат тие самите со средување на македонската држава, туку мислам дека реално очекуваат дека некој ќе дојде и ќе ја среди, дека некој и мислам затоа тие гледа према Европска унија и према НАТО како некој спасител, како ќе дојде некој холандјанец, затоа имавме идиоти како онај со мачките, што апсолутно мислам 5 минути треба да го слушаш човекот за да видиш дека апсолутно нема ништо корисно овој човекот да каже. Арно, ама, значи тие го гледаат тој како некој ултра независен како се вика играч кој што ќе дојде некако и ќе почне да шамара лево десно, онај славниот муабет нас ни треба камшикар. Значи од самите такви изјави се гледа дека луѓето кои што остензивно се нафатиле да ја средат ситуацијата во државата, самите мислат, прво треба да знаеш, самите мислат дека не можат сами. Ама чекай, да прво треба да знаеш што сакаш да средиш и што сакаш да градиш како држава и со што располагаш за да знаеш што средваш и не намераваат не намераваат сериозно се зафатат со средвање. Тие само сакат да бидат на вратата кога ќе пристигне кам шикарот, кој што ќе биде толку над критика, што не ќе може никој ништо да му рече и тој само ќе влези и буквално ќе заведи буквално онаков ред како што има во Брисел. Настрана сега ние сите што дознаваме дека во Брисел нема ни толку одличен ред. Ама ете нека има, еве хипотетички дека сакаме да влеземе негде кај што има некаков таков ред кој што ние ниту ќе го препознаеме да го видиме пред нас. Затоа што ние по дефиниција одиме кон хаос, не може пак ќе речам да се стигне до ред со безред. Тоа е, затоа викам, не реагираме на недоследностите, очекуваме резултати. Значи, ништо не паѓа од небо. Државата е систем кој што мора да функционира поврзано во сите ланци, а за да има некаков за да има таков поредок кој што ќе личи на нешто. Иначе ние магични решенија, тоа исто како да веруваш во магија, дека ти можеш да бидеш значи никаков по карактер, апсолутно неодговорен. Ама некако магично ќе се исполни. Ама со магија или со ноѓење на грна на злато ти ќе најдеш. Знаеш дека мислам дека буквално луѓето што се представуваат како експертска јавност и интелигенција во Македонија, буквално ова го веруваат за Европската унија. Тие мислат дека Европската унија има некакви магични европски моќи, што кога ќе дојде овде, некако тие имат некаква одбивност према карактерот на самиот народ. Тие мислат дека луѓето се прости, немиени, вакви, такви, не можат ништо сами да одредат и сега очекуваат некој од надвор од Европска унија да дојде и да ти речи: "Еј, ти изми се, ти истри се, ти прсни се" и буквално некако да заведат некој ред. Мислам дека буквално во тоа веруваат. И сега кога видат дека во Европската унија не само што немат тие внатрешен капацитет тоа да го направат, туку и немат никаков интерес во Македонија тоа да го прават. Зошто некој тебе би ти воведел? Значи, прво, воопшто, да се разбериме, секоја држава се гледа единствено за својот и само за својот интерес. Како е можно некој однадвор да го интересира твојата држава поке отколку тебе внатре? Мислам дека приказните за, не знам, универзални човекови права, грижа, не знам, ова, она од Европската унија, мислам дека тие ги сватија буквално како што беа, како приказни. Не ги сватија, ниту знаеа тие. Мислам дека наивно ги сватија како приказни. Баш така наивно, баш така буквално како да се второ оделение, како да ние треба само да го смениме името и кај нас се ќе процвета рози, што и то го мислам јас се луѓе со мозок ова го мислеа. Навистина. И знаеш што е најпоразително? Најпоразителното е дека кога увидоа дека уствари тоа таквата магична земја, таквата магична интервенција не постои во реалноста,
кај што сме сега моментално, кога се осетија предаени од Макрон, предаени од Европската Унија, предаени од нашите партнери од странство, и сега тие не велат, еве, увидов јас дека морам сам ова да го направам, туку сега Уште нивниот... посервилни да би Не, сега нивниот став е вака. Па добро, еве, пробавме, ама оваа земја е тотален пропаст и сега нема сврха поќе да се трудиме со ова. Луѓе, бегајте. Пендаровски вика, јас да не бев председател, јас ќе си одев. Значи, луѓе застанват и најголемите револуционери, што очи ни вадеа, кизна и колку вамте, онамте, застанват и викат, борбата е изгубена, се толку ние пробавме, од ова земја, од овај народ, луѓе не бива. Како то од ова земја е овај народ? Овде има во целата ова ситуација има луѓе со име и со презиме кои што не доведоа овде. Значи, ние ќе ги идентификуваме тие и доколку бидат тие соодветно истретирани, никој поќе нема да се обиди. Прво, ние мораме да донесеме мораме да се согласиме околу една работа, дека изборните програми, какви и да се, мора да бидат поставени на некакви реални темели. Не да се ветува брда и долини. Да речам, тоа е најлесно некој да исполни. Ама тоа е не како има- да му речиш, политичари, ве молам, не знаеш лажете. како? И тие, баживе, не лажиме. СДС во каква ситуација се не доведе поради СДС, сега да не знам, пример да речеме, последниот пример. Ако некоја партија друга ветуваше некоја реална програма, тие го третираја народот како стварно ретардиран и третираја програма дека ние и извадија програма дека ние ќе станиме Швајцарија во 2 години, а ти вадиш програма дека од Битола ќе станиш, не знам, можеби некаков град во Бугарија или не знам. И сега популизмот и неписменоста на народот си го прави своето. Плюс измореноста од владеењето 12 годишно во кој што имаше стварно многу грешки, имаше се создаде многу негативна енергија кај народот. Имаше луѓе кои што беа навистина политички мотивирано од работа бркани, малтретирани заради политичка припадност. Не викам јас дека можеби тие беа од врвот, да речеме, такви така инструирани, меѓутоа се создадоа некакви си групи на моќ кои што некако почнаа да имаат некаква Не се слагам, јас уопште со така се. Знаете колку Апсолутно. многу луѓе има како изолирани случаеви кои што Апсолутно не се врз слагам кои со што се вршеше политички притисок заради партиска припадност. Апсолутно не се слагам со тоа. Значи, со Значи, име и со презиме после- имаше луѓе. по- Тие по- понатаму беа злоупотребувани како тоа да е генерална пракса, можеби. Значи, после ова што ни се случи во овие 2 години, мислам дека се што се случувало пред тоа е буквално смешно да се Не, збора како проблем. Дефинитивно е, апсолутно. ама тие беа нишка за кој што се фати сето тој се направи балон од целото Јас тоа. мислам дека само беа тие работи беа значи апсолутно преувеличувани со една многу прецизно водена медиумска кампања која што рачунаше токму на неинформираноста и на неписменоста на широките реков народни јас, маси. тие Ние до такви- денес имаме луѓе кои што ни повторуваат небулози на СДС кои што одамна во меѓувреме се покажале како глупости. Не, јас на Луѓето пример уште го сметам дека повторуваат. јас сметам дека на пример некој треба да се додека некој не земе одговорност за своите тврдења од ова држава не, значи тие изнесуваат тврдења дека 5 милиони се украдени, ова е криминалец, смешни ова е работи криминалец. се. Значи сега испаѓа вака, или сте лажеле, или сте соучесници, или сте тотално неспособни вие нешто да направите во врска со тоа. Одберете кој од тие значи Јас би рекол не варијанти ме сте. интересира. Се што ме интересира е
тие И луѓе сега- на клоци да се избркат од политика. Сега Значи буквално тоа само е битно. Да, Ништо тоа е друго не е то- битно. Значи не ме Апсолутно. интересира кој лажел, не ме интересира кој крадел. Јас сум тие мора да се избркат од верувам- политика затоа што јас не сме верувам- да се повтори такво нешто понатаму како преседан. единствен начин да не се повтори политичар да кради буџет е да има малце буџет. Значи јас како Добро, ти- како човек така. немам проблем да поверувам дека некој човек остаен покрај куп пари кои ще се ничии и никој не ги варди, дека тој ќе биде некако доблесен и нема да потроши. Исто така. Значи Јас не сум постои така- таков човек. Колку Да се разбериме. единствен начин да се спречи злоупотреба е да нема можност да се врши злоупотреба. Инаку Милтон Фридман има секоја- кажано многу убаво. Има речен не треба да се бара човек кој што ќе ги прави вистинските одлуки во секоја ситуација, туку треба да се изгради систем во кој што погрешни луѓе ќе бидат мотивирани да прават точни одлуки затоа што за нив ќе биде политички корисно да го направат тоа. Точно. Значи буквално нема појасно од ова. Па точно, значи не можеме ние да се надеваме на добрата волја на луѓето да што викаш Апсолутно. да бидат покрај. Нема светци. Едноставно да има оневозможиме да воопшто има таква можност. И толку харизматски водачи и такви работи се работа на минатите векови. Апсолутно. А ние имаме толку дискрециони овластувања дадено системски на функционери и Да, на да. власта што е за држави со многу повисока свест на колективно ниво несвојствено, а да не говорам за Македонија која што уште чисто жители се уште не разбираат што значи демократија. Значи мислам дека се слагаме дека треба се работи на системот, а не на квалитетот на луѓето кои што се нашите политички репрезентативи. Апсолутно, затоа што квалитетот е како прво категорија која што е немерлива објективно. Така. Треба да има значи и треба да се бират луѓе кадри според одредени параметри и принципи однапред прецизирани и пропишани со однапред испроектирани резултати кои треба да бидат испорачани. Сега, нормално, кога вие имате однапред така утврдени критериуми, вие отприлика имате значи база ви паѓа на памет дека постои база на одредени луѓе кои што од чија што Ги исполнуваат тие критерии. така, од чија што каста може да се вадат такви поединци за да се постават на одредени места што би испорачали такви резултати. Значи резултатите однапред утврдени, значи имаш одма нивна мерливост. Си успел или не си успел? Доколку не, пријатно чао. Доколку да, значи се оди понатаму во унапредување на системот на кариера. Проблемот е не во нови партии, проблемот е во реформирање на самиот начин на учество во политичкиот живот. Значи проблемот е вртење на пирамидата од напаку. Значи, целите и нашите цели, нашите желби треба да доаѓаат од базата, не од врвот. Базата треба да го притиска врвот да биде олицетворение на сето она за кој што е поставен таму кај што е. Инаку ниту изборен модел ќе не спаси, ниту некаков ни отворени, ни затворени листи. Ова ти што го збораше буквално дефиниција за репрезентативна демократија. Да. Значи, не знам, 1000 луѓе, нивните погледи ги репрезентира еден човек. Дур не го научи секој полнолетен граѓанин на оваа држава овој принцип, затоа што ова е политичкиот систем во кој што ние живееме и или ќе го користиме така, или тој ќе не убие нас, до тогаш ќе не убива. Значи, доколку вие системот не научите да го... Тоа е исто како еден апарат. Вие ако не го работите согласно упатството, тој ќе се расипи и вие ќе го немате. А може дури и да експлодира и да го загубите животот. Исто и со политичкиот систем во кој што ние живееме. Доколку не научиме да ги ползуваме неговите можности и зошто е тој токму таков каков што е,
за да овозможи да се стекнеме со вредностите за кои што сме за кои што декларативно залагаме, сме се заложиле, тогаш тој систем ќе се сврти против нас. Толку едноставно. Едукација, едукација, едукација. Што значи? Образование, формално, неформално, образованието секако е темел на се. Во најмала рака, значи дебата што не се фокусира на површни работи, Така, и туку да на научиме кој чинител каква улога треба да зазема во општеството. Значи, професорот, експертот треба да разликуваме политички од експертски став. Не го правиме тоа. Значи, кога говори Ама ние имаме една армија експерти што се представуваат како експерти, ама се фактички само политички пропагандисти. не само тоа, туку ние скоро и да немаме ниту еден што не е таков. Има или ако веќе еден имаме, или двајца, само не е на телевизија. така, ако еден или двајца од нив се одважат или некако некој нагрешка ги поканил или после се покајал, тие се кутрите толку под притисок и под самоцензура што стварно се во непријатна состојба, Да. бодат шиканирани од партиски војници, од секакви луѓе. Ние мораме, макар кога бележиме, еве, пошто си ти човек кој што чија што идеја се базира на пазар, ние таквите поединци ние мораме да ги охрабриме да застануваме зад нив. Значи, кога ќе препознаеме таков гест и такво охрабрување на одредени поединци, ние мораме тоа да го ставиме во фокус како пример на кој што треба да се огледаат другите луѓе, или барем како нешто што треба да биде да стане тенденција за Прашање е колку понатаму. може тоа да го направиме во ситуација кога скоро сите од нив се на на сметка на државата Во тој смисол фактички. треба да ги бойкотираме телевизиите, треба да ги Па јас бойкотираме телевизија не гледам со месеци, со години не гледам телевизија, мислам судно. Океј, значи Така. мислам дека пак ни остана муабето не добро. Добро, имаме време за други епизоди. Да. Мислам дека добро отворивме тука некои интересни проблеми. И мислам дека остана уште во некоја идна прилика малце посистематски да тргнеме ние од самото, да речеме, осамостојување на некако да можеме да по-прецизно да изолираме кај имавме ние, кај имаше, да речеме, било која владачка структура на Македонија шанса да направи нешто различно и како Да. можеше да ја исполни. Ете и ние да почнеме to practice what we preach, да направиме хронолошки и без паушални Така. проценки. Ете, можеме хронолошки да направиме анализа врз сите тие како Ситуации, рековме, да. политички моменти кај што сме можеле политички поинаку да се поставиме. Мислам дека ќе би многу интересно тоа. Ето, то би било. И да направам и воедно и една квалитетна член по член анализа на преспански договор не би било. И тоа, да. Да. Не можам да верувам дека никој тоа го нема направено. На телевизија, човече. Океј, Ако нема. фала ти уште еднаш што дојде. Фала ви Секогаш вас ни е задоволство. многу за времето издвоено. Добро, И на и сите што не гледат ги поздравувам. ќе гледаме да не направиме толку И голема Никола пауза да го следната. поздравам, ти рече дека да го спомнам. Да, Никола, Син ми. добро. Еве го поздравуваме. Чао. Рече Океј. ќе се налути ако не го спомнам. Супер. Океј, фала на сите што не гледавте уште еднаш и се гледаме следниот пат на видеокастот Чао, на Движење по